Насилството врз жените и генерално семејното насилство во сите негови форми представува кршење на човековите права. Денеска ќе се задржиме малку повеќе на оваа проблематика која што за жал е секојдневие во многу домови. Некои од нив или дел од жртвите не се секогаш во можност тоа да го направат потранспарентно или појавно. Многу пати наоѓаат или наидуваат на затворени врати од институциите и факт е дека ова е еден голем институционален и системски проблем, но и голем проблем на државата или голем проблем во нашата земја. Малку повеќе денеска ќе се осврнеме на оваа проблематика и тематика која што кажав за жал е секојдневие кај многу луѓе и за тоа колку ова семејно насилство или поточно насилството на жени е присутно во нашата земја, колку можеби повеќе и погласно треба да се зборува за истото се со цел нели да имаме што помалку жртви. Ова утро ќе разговараме со Хајди Штерјова Симоновиќ, која што е впрочем проектна координаторка во националната мрежа Глас против насилството. Хајди, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Да, темата не е убава, но е за жал многу присутна во секојдневието на многу луѓе и споменав не секој е во можност тоа појавно и потранспарентно да го направи. Има многу луѓе, многу жени кои што тоа го трпат и го доживуваат секојдневно и едноставно не се во можност нели тоа да го истераат до крај од X други причини за кои што и денеска ќе зборуваме. Инспирирани сме од неодамна една ситуација која што се случи нели во нашата земја, која што на крај нели заврши како резултат на тоа семејно насилство, заврши со лишење од живот. Некако споменав, инспирирани сме да од таа ситуација, но семејното насилство или насилството врз жените, веројатно особено за вас како национална мрежа и со повиците кои што можеби на секојдневно ниво ги добивате, ќе кажам дека и за вас е секојдневие. Каква е состојбата или каква слика можеме да дадеме за нашата земја со сите овие години ваши минати искуства нели на ова работејќи на оваа проблематика? Имаме ли некое подобрување во поглед на решавањето на проблемите или можеби што помалку жртви или веројатно што помалку јавување на вашите телефонски броеви? За жал не можеме да зборуваме за намалување на нели дадените услуги и на бројот на жртвите. Не дека во минатото имало помалку жртви, а сега има повеќе. Можеби само дел од жртвите заради сите активности кои што ги превзема граѓанскиот сектор и дел од некои од институциите, например како Министерството за труд и социјална политика, можеби некои од жртвите се малку поохрабрени да побараат заштита, меѓутоа за жал уште многу голем дел од жените и девојките кои се жртви на родово базирано и семејно насилство воопшто не се охрабруваат да пријават. Конкретно како стои ситуацијата по некое тазе, да речем, истражување немаме, меѓутоа последното истражување што го правеше ОПСЕ во 2018-19 година, мислам дека беше, кажува, тоа е за целиот регион, вклучително и за Македонија, покажува дека секоја втора жена се соочува со некаква форма на родово базирано насилство. Кога зборуваме за родово базирано насилство, тоа не значи дека секогаш е само нели насилството што се случува во домот или она што се дефинира како семејно насилство. Да, може малку подетелните во однос на тоа што се подразбира под насилство. Например, под насилство, родово базирано насилство представува и сексуално вознемирување преку дигиталните алатки, преку интернет, преку медиуми, преку телефони, кои што особено ги погодува, например, младите девојки. Така што, кога зборуваме за родово базираното насилство, да, семејното насилство е една од формите на родово базирано насилство, меѓутоа тоа е многу пошироко. Апсолутно сите форми се подеднакво застапени и не можеме да зборуваме за полесна или потешка форма. Физичкото насилство е можеби најпријавуваното насилство, затоа што психолошкото и економското насилство се до таа мера нормализирани во нашиот патриархален систем,
Зборувам сега за Македонија и за регионот, меѓутоа и генерално и во светот, иако таму можеби малку има посебно во по напредните западноевропски земји, можеби малку, меѓутоа и таму формите на психолошко и економско насилство се, да не речам, нормализирани и од како од страна на жртвите, така и од целата средина, од системот, и тоа дури не се ни перцепира како форма на насилство. Например, една жртва може никогаш и да не претрпи физичко насилство, постојано ако биде изложена на психолошко насилство, многу сериозни последици затоа што може да развие психосоматски болести, да се влоши нејзиното ментално здраве, па дури да си наштети сама на себе. Значи, што е клучно за жртвите да преземат некаков чекор во поглед на решавање? Многу најчесто се тие препуштени сами на себе во таа борба и претпоставувам дека првиот чекор да се направи е многу тежок кога сте нели жртва со оглед и на присуството секојдневно на насилникот и како што велите имате ситуации во кои што жените тоа го трпат со години и понекогаш е сведено на нормализирање од страна на системот. Или е нормализирање, или е страв од осуда и срам, нели, околината како ќе реагира. Многу потешко се осудуваат да пријават жените кои што долго време трпат насилство. Тие многу потешко се? Како што е семејното насилство. Тоа секојдневие и нормално. Затоа што семејното насилство, еве конкретно вие се повикавте на немилиот настан каде што беше убиена жена ромка, значи фемицидот, односно убиството на жена или девојка е последната фаза, да речам, од насилството. Значи, скоро никогаш не се случило да директно се случи фемицид без претходно да има корени и историја на насилство. Значи, насилниците се, како да кажам, посебна структура на луѓе, така што преку различните форми на насилство кои што ги пременуваат, како што ги спомнав, економско, психолошко, физичко насилство кое што можеби во почетокот не е нели толку екстремно, да речеме, неколку шлаканици, кубење на коса, буткање, меѓутоа сето тоа влегува во формата на физичкото насилство. Тоа се придонесува да жртвата, незината самодоварба се уништи, се развие страв кај незе од насилникот, особено во ситуации и во средини каде што таа жртва нема никаква поддршка од најблиската околина. Кога зборуваме најблиската околина, ако станува збор за семејно насилство, да речеме на партнерот против жената, партнерката, тогаш ако таа нема поддршка од незините родители или не знам браќа, сестри, деца, таа жена многу потешко ќе се охрабри да пријави и да истрае во постапката. Значи, ние слушаме многу често, нели, институциите на некој начин се правдаат дека жените, еве, не можат они да им помогнат затоа што жените се повлекуваат. Има, освен овие причини што ги спомнав, има и други причини поради кои што жртвите се повлекуваат од гонењето на сторителот. Како, например, имаат малолетни деца, децата не сакаат, нели, има осуда од околината, економска зависност, значи таа жена нема собствен и сега ме прашавте што можеме да направиме. Мора општеството, една е страната нели на прогонот на сторителот и казнувањето и мерките кои што може да ги превземе без разлика дали во кривична или граѓанска постапка за да запре моменталното насилство и да не се случува понатаму, меѓутоа мора да се зајакнуваат жртвите. Како се зајакнуваат жртвите? Преку нели соодветни мерки и програми и активности кои што ќе помогнат таа жена да стане економски независна, да нели има сопствени извори на финанси, да има решено домување. Значи многу жени кои што стварале во бракот, створиле заеднички имот, тој имот се води на име на мажот и сега иако ние во законот имаме мерка каде што насилникот треба да биде истеран од домот, таа мерка и самите професионалци кажуваат дека скоро никогаш не можат да ја реализираат. Значи поддршката е од есенцијално значење за жртвите. Апсолутно. Да. Ќе се навратиме на случајот со фемицидот, поточно со убиството на жената. Таа беше нели ромка
и повторно зборуваме за маргинализираните групи, што е уште една категорија многу специфична за која што исто така би сакала да позборуваме малку за како стојат состојбите со нив во нашата држава. Велите, за да се случи убиство, тоа не се случува од една караница, туку најчесто искуството вели дека тоа претходеле многу ситуации и веројатно и многу пријави. Меѓутоа, во она што се пишуваше по медиумите е дека од МВР изјавено дека немало пријави од страна на жртвата, иако имаше и други изјави дека било сосема спротивно. Претпоставам дека тоа лутање и таа недоверба која што се создава кај институциите од страна на жртвите е уште еден дополнителен момент кој што ја отежнува целава оваа ситуација. Да, вака, полицијата, кога зборуваме за системски одговор, ние мораме како држава да се трудиме и да се стремиме кон тоа да воспоставиме системски одговор кон родово базираното и семејното насилство. Што значи тоа? Тоа значи дека во тој систем има повеќе алки. Треба тоа така да го разбереме. Дека секоја алка има одредена улога и функција и заедно и посебно, мора да функционира тоа како систем за да се даде соодветната помош и поддршка на жртвата. Полицијата е едната алка. Точно ја слушнав изјавата дека кажа дека немало пријава. Меѓутоа, моето долгогодишно искуство ми дава за право да кажам. Имам работено и како адвокатка, и правна советничка, и во други организации, и сега во Националната мрежа како проектна координаторка, во соработка со другите организации. Ова ми дава за право да кажам дека да, има одредени професионалци во полицијата кои што се обучени и кои што многу професионално и сериозно си ја сваќаат работата и работат, даваат поддршка на жртвите, меѓутоа не е секогаш тоа ситуација со сите, да речам, локални полициски службеници и представници на полицијата. Конкретно еве за овој случај, мислам, ова можам само да претпоставам пошто не имаше директно кажано во која станица се привело, меѓутоа надлежност на општина Шуто-Оризари е полициската станица во Бутел. Од моето долгогодишно над 20 години искуство, јас можам да кажам дека во оваа полициска станица навистина постои проблем во однос на постапувањето и разбирањето на семејното насилство, особено кога станува збор за жени и девојки ромки. Не ги доживуваат сериозно? Не ги доживуваат сериозно, као ајде вие ромите се тепате, се карате, се сакате. Буквално јас сум била сведок на такви изјави и затоа реков, еве лично мое мислење е ова, дека го кажувам искуство и верувам дека можеби оваа жена се обидала да отиде да пријави. Меѓутоа не е заведено во книгите за евиденција, па да, не е заведено затоа што веројатно уште на прозорчето или на вратата била вратена, ајде ќе се смирите, вие сега сте се истепале, утре ќе се смирите. Сме имале многу такви случаи. Имавме во претходната организација каде што работев, имавме ситуација на жена ромка и беше девојка ромка и беше откината долната усна. Да не беше поддршката што ја добиваш од граѓанскиот сектор, таа жена никогаш не можеше да добие соодветна заштита од системот од државата, ниту од центрот за социјална работа, исто така ова исто одлично искуство, како кажам, Центарот за социјална работа во Шуто-Оризари е сериозна слаба алка во системот. Од една страна затоа што се претрупани со работа, они работат и на социјална помош, каде што таму ексесивно многу повеќе се бара, а треба да работат и на овие случаи. Тоа е едно, немаат доволно човечки капацитети и технички и било какви капацитети да го работат тоа, а вториот момент е што не се сензибилни и дискриминираат. Така што навистина е сериозна и затоа реков, бар ние и како мрежа веднаш реагиравме и на социјалните медиуми и како платформа за родова еднаквост бараме и ги поддржуваме сите што го бараат тоа да се направи темелна и целосна истрага и за сите случаи, и минато и сега, меѓутоа еве во овој конкретен случај, темелна и целосна истрага каде што ќе се утврди дали некој од овие алки во системот за заштита откажал, попуштил Кои за да дојде. Кои институции треба да бидат вклучени? Затоа што ова е системски проблем, институционален проблем, проблем на државата, кој што треба да се решава за да колку толку се обидеме да се намали семејното насилство кое што за жал е многу присусно. Според Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, постојат да речам две клучни институции, тоа се Центарот за социјална работа, односно Министерството за социјална работа и полицијата. Тоа се двете клучни кои што
најчесто и здравствените институции. Значи најчесто здравствените институции ги ставам кога станува збор за физичко насилство. Значи може да се случи жртвите тогаш прво таму, првиот пристап нели да биде таму. Значи мораме и ние сме работеле и на обуки, меѓутоа тоа не е доволно, многу морам да биде многу посистемски, но не само обуки. Да, во ред ние да ги освестуваме, да ги нели обучуваме, меѓутоа повторно имаме непостапување. Значи има некои од професионалците поминале обуки и повторно постапуваат по нивни лични убедувања и стереотипи кои што ги имаат во врска со оваа проблематика. Мора да постои како да кажам имаат обврска да постапуваат со должно внимание, тоа што значи дека мора за секој подеднакво, независно која е жртвата, дали таа жртва влегува во сликата за идеална жртва или е некоја жена, да речеме, не знам, што користела дроги или што дава сексуални услуги за пари или не знам, ромка или од рурална средина. Па еве, идеална жртва од тоа што ние досега како ја перцепираат нели институциите идеалната жртва, тоа треба да е нели некоја така немоќна жена, мајка, честна, вредна, работлива, но ете сепак што не го заслужила насилството. Ако според мислењето на патриархалниот систем жената го заслужува насилството, тогаш таа не влегува во рамки на идеална жртва. Ако жена или девојка биде силувана, а претходно била видена во кафич, во кратка сукња, пиела, се однесувала пословно, че таа жена сама си го барала. Исто и за физичкото насилство. Ако е жена која што не му прекјутува на мажот, која што не му премолчува на мажот, која што си ги знае своите права, затоа што многу често и еманципираните жени не влегуваат во сликата за идеална жртва. Таа алапача, све знае да каже, се што зборува, и таа не влегува, таа сама си го барала, што има да му одвраќа на мажот, нека ќути таму, нема зашто. Или ако е жена од кариера, не си ги гледа децата, не е домакинка, па како нема да ја врши наследство, па не е она домакинка, значи не си ја врши улогата која што е доделена согласно патриархалното општество. Тоа е нели надвор од сликата за идеална жртва. За институциите. Ние пред малку зборувавме за ромската популација кај нас, за тоа колку не се доживуваат сериозно пријавите и колку лутаат во нашиот систем, меѓутоа состојбата е слична и со останатите помали градови. Значи Скопје нели можеби малку е по-слободно во тој поглед, меѓутоа како е во останатите градови, каква е состојбата, каква е во руралните средини? Значи, за и помалите градови, меѓутоа и во руралните средини можам да кажам дека е страшно. Значи, не посакувам на некого да почувствува како е да се биде жена или девојка во рурална средина, каде што нема пристап до полициска станица, нема пристап до здравствена институција, нема пристап до центар за социјална работа. Има околина која што секако нејзе ќе ја осуди и ќе ја најде вината во нејзе за тоа што го трпи, особено кога насилството е семено насилство и од страна на сопругот или кога е сексуално насилство, и таа жена буквално нема што да превземе. Значи единствена, како да речем, единствен спас е или сама на себе да се повреди, или некако ако успее да избега, или да се спаси со тоа што ќе го повреди насилникот. Конкретно ќе го спомнам случајот во Кратово. Значи таму исто имавме жена која што со години трпела насилство, меѓутоа Кратово е мала, да не се води како рурална средина, ама Малте не е како рурална средина. Да, и се знае се. Значи сите се знаат. Таа жена не била од тоа место, значи со самото тоа што не е директно изворно од самата таа заедница, она веднаш била етикетирана. Еве скопјанката дојде тука да ни се занесува нели на нас, да ни ги руши родовите норми. И жената, значи, се обидувала да пријавува насилство, на крај за да го спаси сопствениот живот, она го направи тоа што го направи. За жал, и таа постапка не се води како што треба. Меѓутоа, не знам, ќе видиме се уште нели не е правосилно, ќе видиме до крај како институциите ние го следиме тоа, да видиме како ќе реагираме секогаш кога треба да се реагира. Секако е дека е многу страшна состојбата со жените кои што се наоѓаат во ранлива ситуација. Јас не би ги нарекла маргинализирани, значи ние сме тие другите што сме во привилегирана позиција што ги маргинализираме нив. Значи тие жени се наоѓаат во ранлива позиција. Секоја жена или девојка во одреден период од животот може да се најде во одредена ранлива позиција и тоа да доведе до насилство, одредена форма на насилство.
Така што јас не сакам да лепиме етикета дека ромките, да, во таа заедница секако дека насилството е многу по нормализирано и дека од мали они гледаат насилство, трпат, значи и во примарното семејство и потоа и во другото семејство, и многу често се случувало да жртви, кога сум разговарала со нив, рече, ама стварно не бев крива. Ако сум крива, ајде нека ме тепа, ама кога не сум крива, затоа го пријавувам, зашто не сум крива овој пат. Кога сум била крива, ако нека ме тепа. Значи до тој степен е нормализирано насилството, меѓутоа тоа не значи дека ние како професионалци, кога зборувам, ние тука влегуваат пред се институциите, меѓутоа и сите ние кои што сме вклучени во системот на заштита, значи не смееме ние да речеме па добро сега она се согласила со тоа. Значи не може, значи не може да ја нормализираме таа состојба. Треба да најдеме начин како да зајакнеме жртвата. Тоа што го кажав на почетокот, значи многу од жртвите се одвраќаат, не се согласуваат. Едно нели ради непостапувањето, несоодветното постапување, етикетирање, стигматизирање од институциите, друго заради стравот и срамот од блиската фамилија, од околината. Меѓутоа ние мораме да работиме, не е само прогон. Исто вчера на вести слушнав дека Министерството за правда спрема измени на кривичниот законник, да телесна повреда кривичното дело, тоа е единственото кривично дело каде што постои квалификација за родово базирано и семејно насилство, кое што се гонеше по предлог. Значи не се гони по службена должност. Сите други дела каде што има квалификација се гонат по службена должност. Ова е единствено дело. Зошто на почетокот, например, кога се правеа измените во 2023 остана тоа така? Затоа што ние треба да разбереме и позицијата. Секогаш кога ќе се постапува во случај на семејно и родово базирано насилство, треба да се постапува од аспект на жртвата, значи да ја слушнеме. Затоа што еве конкретно за телесна повреда. Телесна повреда може да представува и црвенило, една модринка, нели, не дека тоа е нешто минимизирање, меѓутоа за таква ситуација најчесто кривичните пресуди се условна осуда, судска опомена, парична казна, меѓутоа најчесто е условно. И тоа не е казна што го одвраќа сторителот. И зошто се откажува? Што знае дека ако не веднаш за недела или две, ако нема каде да оди, она пак со децата ќе се врати, или ако не ги дал децата, ќе се врати заради децата, и она е пак таа што ќе се врати во насилната средина. Ние на тој начин, значи затоа реков, не дека не треба да се гонат, сум за тоа дека треба да се гонат и да се казнуваат соодветно, значи со казната, да се прати порака дека општеството не толерира насилство, тоа е едното, и затоа упатувам апел до судиите да излезат од таа матрица на условни казни и дека еве сега, нели, да го заштитат насилникот, меѓутоа од друга страна мора паралелно и постојано да се работи на зајакнување на жртвите, на реинтеграција на жртвата. Значи, ние мораме на таа жртва да ја овозможиме средина и услови каде што ќе се чувства безбедна, сигурна, и тогаш нема така лесно да се повлеку. И 200 пати да пријави во полиција, ни еднаш да не ја речат, сега пак ли само со тебе ли ќе се расправаме, само за тебе пишуваме записници. Истото се случува и во јавното обвинителство. Значи, пред некое време правевме едно истражување и мислам ова нели се искази од суди, со обвинители и со други вклучени, каде што еден од судиите кажа, вика, се лутат обвинителите кога жртвата ќе го повлече предлогот. Па нема што да и се лутат на нејзе, нека проба да се стават во низините кондури. Ние кога правиме обуки, правиме една таква вежба, ги тераме професионалците да се најдат во положбата, што реално тоа пак е некоја замисла, па не се чувствуваат пријатно. Да. А камоли да ти се замислиш во сред ноќ, не знам, во зима, на празник, избркана од дома, истепана, повредена, без пари, без ништо, без деца, и ти да си свесна и да знаеш. Значи, жртвите на родово базирано насилство преживуваат, ова и медицинските лица го потврдуваат, значи преживуваат траума. Огромни трауми. И затоа не секоја жртва подеднакво реагира. Значи, некоја жртва ќе може веднаш да каже што и како било, меѓутоа некоја жртва и треба време за да го процесира сето тоа и за да, нели, а професионалците, пак ќе речам, се лутат на жртвите ако исказот во текот на постапката, меѓутоа тоа не значи дека она го менува исказот затоа што сака, него едноставно тие, нели, одбрамбени механизми на човечкиот организам придонесуваат да во одредени ситуации се случи и тоа. Хајде, ја исполнивме минутажата. Мислам дека навистина споделивме
за жал и сведоштва и ваше искуство за тоа каква е состојбата и навистина не е воопшто добра, дури и ситуацијата би рекла дека е алармантна, но ако не се зборува па и во медиумите, тогаш веројатно и помал ќе биде напредокот. Се надевам дека ние со ова денеска ќе малку ги промениме работите, а се надевам дека и повторно ќе се дружиме за да некако зборуваме што погласно и што појавно за овие проблематики кои што за жал се секојдневие во многу семејства и тоа е така со години. Да, само уште многу кратко, мислев дека ќе имам време ова да го кажам, би сакала да кажам дека Националната мрежа Глас против насилство, како и неколку други организации, имаме воспоставено специјализирани сервиси за поддршка на жртвите во заедницата, каде што мислам дека нели ги објавивте на фотографиите и телефоните и стварно ги охрабрувам жртвите да се јават и да побараат нели ако ништо друго ќе добијат психолошка поддршка за да нели во тој процес на зајакнување, тоа е едната работа, значи апел кон жените и девојките што трпат насилство, што би сакала да го упатам, а другиот апел е до донесувачите на одлуки и до институциите да треба да знаат дека заштитата на жртвите и борбата против родово базираното и семејното насилство е обврска на државата со која што се обврзала со сите меѓународни документи што ги има ратификувано и таа обврска подразбира и определување на соодветен број на финансиски средства за да се воспостават сите ресурси што се неопходни за да имаме таков систем како што зборував кој што ќе даде соодветна поддршка на жртвата. Од една страна и судска заштита во кривична и граѓанска постапка, меѓутоа од друга страна и психолошка, социјална поддршка да жртвата зајакне доволно да таа или заедно со нејзините деца се осамостолат и излезат од кругот на насилството. Благодарам многу. Благодарам и на вас.